работа по фирмите што се распаднаа, па се радувавме као ќе земе некоја пензиичка и сега до кај дојдев. Навистина жално, меѓутоа сепак, пак ќе речем, добро е што смогнавме сили да се собереме и во овакав број, да се организираме уште повеќе и да се собереме во Скопје, пак ќе кажам, ние од наша страна убаво кажуваме на мирен, достоинствен начин, меѓутоа треба да најдеме начин тоа да биде на уште по-транспарентно, по-жестоко, ако уопште можеме да допреме до нивната совест, заради тоа што сведоци сме, гледате, без перис, како да речам, си решаваат, си качуваат платиеви, си носат закони укинуваат да утре да не може да ги казнуваат, што сакаат си прават, ја продадуваат државата, останавме ние како сирачиња, а со таква историја, со убаво кажа Страшко, нели, ние како Велешани, со таква историја, со такви луѓе, со такви предци наши кои мислам продефилирале во историјата на нашиот град. И искрено се прашувам дали сме ние вистински нивни наследници генетски, да, меѓутоа со постапките дефинитивно не. Заради тоа што сите пред нас што биле се бореле за македонската кауза. Не знам колку ние денеска го правиме тоа, да не кажам дека не го правиме. Да не вложам повеќе, повторно би рекол, би се повторувал само со претходниците, се е кажано, сите сте информирани, нели, сите слушаме, гледаме телевизии, да се сплотиме уште по-организирано и заеднички да отидеме у Скопје да го искажеме нашиот револт. 3.500, јас се сложувам чисто колегијално, заради тоа што така е одлучено на ниво на Сдружение на пензионери. Ако ме прашате, моje мислење, јас би некако над 20.000, може не над 30.000, меѓутоа сите пониски пензии, тие да се каче 78%, па некдека од 20-30.000 нагоре, со некој процент помалку, меѓутоа да биде исто како тие што се качуваат бескрупулозно и покрај тоа што имаат безброј други привилегии, таму и бесплатни храни во собрани и така натаму.